Това, за съжаление, е нормално в Северна Македония. Нормално е да те бият, да те псуват, всичко, ти пробват да те стрелят. Че си българин, в полицията нищо да не предприема и такива работи. Од горд македонец до истакнат бугарин во обид, Христијан Пендиков за само неколку години направил салто мортале и ги сменил своите убедувања. Неговиот веќе избугарен македонизам може лесно да се забележи на бројните слики и објави на социјалните мрежи, на кои се гледа како тој жестоко се спротивставувал на вадењето бугарски пасоши, како цитирал историски факти за Пиринска Македонија и како тврди дека Македонија му е единствената татковина. Секој треба да се бори за Македонија, зашто друга татковина немаме. Бевме, сме и ке сме на браникот на Македонија, засрамете се предавници. И јас немам извадено македонски пасош, па не дај Боже бугарски. Нејасно е што се случило во меѓувреме за тој драстично да го промени својот светоглед и да стане секретар на најконтроверзниот бугарски клуб кој го носи името на цар Борис III, докажан соработник на нацистичка Германија. Сепак интересен е и тајмингот на избугарувањето на Христијан Пендиков. Релативно кратко откако тој се нашол под окото на полицијата поради дрога во декември пред неполни 3 месеци. Тој поднел и барање за бугарски пасош. Инаку од Бугарија преку официјални и неофицијални канали се инвестираат милиони евра за финансирање на клубови и активности на македонска територија. Од државниот буџет лани за бугарски здруженија во странство издвоиле 400.000 евра, а сумата е многу поголема ако се земат предвид и донациите од приватни лица и фондации. Заложбите на официјална Софија веројатно вродија со плод, кафеанската тепачка и дојде на бугарската надворешна политика како џокер, па оттаму продолжија да играат на таа карта, што резултираше со контроверзни интервјуа на Охријанецот, каде тврдеше дека во Македонија се стрелале бугари по улици пред очите на полицијата, па дури и негово учество во краток документарен филм. Страхувам се да не се случи сештата или полошо, да не бидат следващите паниквиди наши. Причините за ваквите ставови на контроверзниот Христијан Пендиков веројатно се кријат и во односот што официјална Софија го има кон него. Со државен авион, без да консултира или да побара одобрение од ниту една македонска институција, се го зеде Пендиков на исток, го награди со стан, джепарлак, итна постапка за добивање на бугарско државјанство, а според најавите, тој ќе добие и помош да заврши факултет таму.